3 месеци по трагедијата во клубот Пулс, се уште има угостителски објекти во Кочани кои работат спротивно на законските прописи и стандарди. Ја загрозуваат безбедноста на граѓаните, а нивните собственици не преземаат мерки тоа да се промени и спречи. Поради тоа поднесувам кривична пријава до основното јавно обвинителство за узурпација на јавна површина и бесправна градба, истакна на пресконференција веде градоначалникот на Кочани Венко Крстевски. Со жалење можам да констатирам дека на угостителите кои што работат незаконски и нерегуларно, побитен им е личниот профит отколку безбедноста и здравието на граѓаните. Загрозени се жителите на тоа подрачје, меѓутоа загрозени се и посетителите на нивните објекти. Јас како градоначалник тоа нема да го толерирам, бидејќи ова е најтешкиот период во поновата историја на Кочани и не смееме да замижиме после таа огромна несреќа и да дозволиме се уште институциите да не функционираат. Затоа јас поднесувам кривична пријава против угостители и се надевам на брза и на ефикасна реакција од страна на обвинителството, се со цел да не ни се случи Пулс 2. Крстевски додаде дека е даден налог до општинската инспекторка за животна средина да ги провери сите елаборати на угостителските објекти. Трагедијата која што се случи во Кочани е плод на институционални пропусти и корупција која што се случувала сите овие години. Жал ми е што многу угостители се уште не се освестуваат, меѓутоа жал ми е што и многу институции се уште не постапуваат соодветно со нивните надлежности. Сакам да прашам повеќе институции, како што е Државен пазарен инспекторат, како е возможно да се толерира работа во дивоградби? Дали има контроли и што значат тие контроли од страна на Државен пазарен инспекторат? Зошто се дозволува работа во тие дивоградби? Сакам да прашам до Агенција за храна и ветеринарство, како е возможно да се добие ХАСАП дозвола за угостителски објект кој што служи храна, доколку кујната е дивоградба? Како е можно да се добие ХАСАП дозвола, доколку во кујната постојат броила кои што се во непосредна близина до фритезата? Исто така, сакам да прашам, како е возможно да има приклучок на струја во тие угостителски објекти? Знаеме дека на 30.12.2016 година имаше несреќен случај каде што беше спречен пожар заради преоптеретеност на електричната мрежа. Исто така, сакам да прашам, како е можно да се прават елаборати кои што не соодветствуваат со реалната слика? Веде градоначалникот Крстевски информираше дека во кривичната пријава се приложени документи како пример од судската практика за слична постапка со која се отстранети објекти во други општини. Во меѓувреме, локалната самоуправа на Кочани почнала постапка за отстранување на угостителски објекти во трговскиот центар кои се бесправно изградени на јавна површина. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.